Германската министерка за одбрана Урсула фон дер Лајен е номинирана да биде госпоѓа Европа во следните 5 години. Ако европретениците го изгласаат овој предлог, фон дер Лајен ќе биде прва жена на позицијата председател на Европската комисија, а ќе го наследи досегашниот председател Жан-Клод Јункер. Родена е во предградие на Брисел, токму во годината кога е воспоставена Европската комисија како институција, а 61 година подоцна нејзиниот политички пат веројатно повторно ќе ја врати во главниот град на Европа. Фон дер Лајен е многу блиска соработничка на Ангела Меркел и нејзините ставови околу иднината на ЕУ кореспондираат со оние на германската канцеларка, која што е меѓу најголемите поддржувачи за нашата земја да ги почне преговорите за членство во европското семејство. Фон дер Лајен како министер за одбрана на Германија ја посети Северна Македонија лани во септември, непосредно пред одржувањето на референдумот, а во јавните настапи изјавуваше за обединета Европа и иднина која што ќе ја гради со Северна Македонија. Нејзината номинација со оптимизам ја коментираат и владини представници и ја доживуваат како уште еден позитивен сигнал за добивање датум за преговори, во време кога некои земји се уште имаат нејасен став околу прашањето за проширувањето. За позицијата председател на Европскиот совет номиниран е актуелниот белгиски премиер кој што важи за економски реформатор, Шарл Мишел. Негова главна задача ќе биде да ги води европските самити и да ги менаџира честопати спротивставените фракции и групи на европските лидери, предизвик за кој белгиската политика досега добро го има истренирана. За нов шеф на дипломатијата, односно наследник на Федерика Могерини, номиниран е шпанскиот министер за надворешни работи Жозе Борел. Има 72 години и долго искуство и во домашната и во европската политика. Тој беше председател на Европскиот парламент од 2004 до 2007 година. Во неговиот мандат сега би можело да се соочи и со политички тензии. Бидејќи дел од неговата работа ќе биде да го надгледува диалогот помеѓу Србија и Косово, а доаѓа од Шпанија, која е една од 5 земји членки на ЕУ што не го признава Косово. На позицијата председател на Европската централна банка, од која што ќе зависи монетарната политика во еврозоната и стабилноста на единствената валута евро, доаѓа така наречената рок звезда во економијата, досегашната шефица на Меѓународниот монетарен фонд Кристин Лагард. Таа ќе го наследи Марио Драги, а ќе биде прва жена на оваа позиција. Иако според многумина фаворит бидејќи го водеше и ММФ во екот на финансиската криза и одигра клучна улога во надминувањето на финансиските проблеми во повеќе европски држави, сепак некои експерти нејзината кандидатура ја гледаат како дискутабилна, поради малото искуство во водењето на монетарната политика и недоволна експертиза за финансиските пазари. Пред да се пресели во Вашингтон во 2011 година, кога стана шефица на ММФ, таа беше 4 години министер за финансии на Франција. Председател на Европскиот парламент во вториот круг на гласање стана италијанскиот социјалдемократ Давид Сасоли, а токму неговата институција ќе има клучна улога во ратификувањето на новото раководство на Европската комисија, со мнозинство од претениците. Има разни прогнози за тоа дали сите овие номинации ќе ја добијат потребната поддршка во Европскиот парламент, но познавачи на процесот велат дека самиот договор околу имињата кои се предложи е многу значаен, имајќи го предвид разногласието помеѓу силите на моќ во самата Европска унија. Значаен и за нашата земја. Новите лица ги преземаат уздите во Унијата во време кога Северна Македонија е во финалето од 30-дниската битка за почеток на преговори. Токму октомври, кога и официјално истекува мандатот на актуелната комисија, е рокот кога ЕУ треба да го дефинира и својот конечен став за македонската евроинтеграција.